Најново издание на регионалните вести прво за оваа работна недела. 4-членото семејство Фетаи од Тетово живее во субстандардни услови. Бараат од хуманите луѓе да им помогнат да изградат ново скромно живеалиште. Во субстандардни услови од социјална помош живее 4-членото семејство Фетаи од Тетово. Животот во двете соби кои 70-годишниот Ружде ги изградил пред речиси 3 децении со собствен труд е многу тежок. Подот и таванот се совлагаат, низ пукнатините на зидовите влегуваат и бубачки. Ако ќе се згрее, тие бубалки, тие шкрапули, тие све лазер тој, нема ни патос, нема ништо. Сум послал тој еден тепи колку да не газев на земја. Куќата е направена ево 28 години, 29 години онка ми е роден. Он е тој роден. Иначе ваки, сам сум ги зидал со блокови тој. Зашто они парано седеле биле други, па они го изрушија тие, после ја направи тој и го легализира. Што викав до души, сега, фала Богу, сега што е местото што сега да можем само мало да се направи, барам друго која ќе имаш глава под крофје, да има, макар ако не повише 2 соби да има, да се направи, друго ќе биде. Барам децата док сум жив јас сум веќе 70 години. И сега док сум жив, барам да некој да ми помогне, тие барам да направим нешто. Ружди е единствениот од семејството Фетаи кој заработува од собирање стари најлони за рециклирање. Неговите 2 полнолетни деца се со ментална попреченост, а снаата е глувонема. 4 сме у куќа, ја, ќерка ми, син ми и снаа ми. Снаа ми е глувонема. Она ништо не примаме од неа. Син ми зима, за сви тројца зима 1380 динара. Јас со најлони работим, со колица, тој ми е, немам друго и тие. Ќерка ми е 31 година, без школа, без ништо, и она е као у друга класа веќе од hendikepirani тие што викам. Па јас ми замолив, барам 2 соби да ми се направат, ако могучност некој да ми помогне, да може барам ќе да се склони. 70-годишниот Ружди вели дека местото на кое го изградил домот правно го легализирал, со што решил едно отворено прашање. Сега сака додека е способен да обезбеди пристојно живеалиште за тројцата членови кои се целосно зависни од него. Апелира до хуманите граѓани да му помогнат во градежен материјал и работна рака, да изгради соба за синот, снаата и ќерката. Вработените од фабриката Леар се затрули од бактеријата стафилокока која ја имало во храната. Истрагата која ја води јавното обвинителство Тетово во соработка со повеќе здравствени институции треба да утврди кој е виновен за масовното труење во Леар. Бактеријата стафилокока е причината за масовното труење на околу 200 работници од фабриката Леар, кој работи во состав на технолошката развојна индустријска зона Тетово. Покажуваат резултатите од анализите направени од здравствените институции, од Агенцијата за храна и ветеринарство. Велат дека се земени мостри од храни и брисеви од површини и луѓе, пошто е констатирано дека клиничката слика на затруените кореспондира со земените примероци. Бактерија која го предизвикала труењето кај лицата, се работи за интоксикација, значи класичен пример на интоксикација бидејќи Staphylococcus aureus за брз период предизвикува производство на токсини кои ги ствараат овие симптоми на гадење, мачнини, повраќање, диареја кај луѓето, значи од 1 до 8 часа може да се јават симптомите. Значи класичен пример можам да кажам на интоксикација со токсините од Staphylococcus aureus. Изворот на бактеријата стафилокока може да биде човекот кој се пренесува на храната, а на собна температура почнува да развива токсини, предизвикувајќи масовно труење. Оваа бактерија е фекална и може да се пренесе поради нехигиена, вели директорот Поповски. Најдена е на многу работни површини во кујната, исто така на рацете од вработените кои манипулирале, на дел од вработените кои манипулирале со храната и во носните празнини, но впрочем таа е бактерија која се наоѓа во самата природна средина и на луѓето, но условите во кои била најверојатно условите во кои била манипулирана храната дозволила да се развие, да опстои и да се формираат доволна количина на токсин со кој
се затрули луѓето од оваа бактерија. Резултатите од анализите се доставени до основното јавно обвинителство Тетово, кое потоа треба да продолжи истрагата и да утврди каде лежи вината за масовното труење. Инаку сите вработени од фабриката Леар кои со знаци на труење беа примени во Тетовската клиничка болница пуштени се на домашно лекување. Клиничката слика кај затруените според лекарите е добра. Сите имаа добиено соодветен медицински третман и препорачана терапија. Во петокот во раните утрински часови околу 200 лица беа затруени, откако 1 час од пополнок вечерале тестенини со сосем месо. Објавен е конкурсот на Министерството за образование за упис во средните училишта во учебната 2017-2018 година. Тетовските средни училишта имаат капацитет за 850 ученика на настава по македонски јазик и 2550 ученици во албанска настава. Вкупно 3400 слободни места имаат 7 средни училишта во Тетово, од кои 850 ученици за настава на македонски јазик и 2550 ученици во албанска настава за учебната 2017-2018 година. Средното општинско училиште гимназија Кирил Печиновиќ во прва година ќе запише 510 ученика во 15 паралелки, 120 во 3 паралелки со настава на македонски јазик и 408 ученика во 12 паралелки со настава на албански јазик. Втора гимназија 7 март ќе запише 408 ученика во 12 паралелки со настава на албански јазик. Во прва година медицинско училиште Никола Штејн ќе се запишат 650 ученика во 20 паралелки, 204 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик, 442 ученици во 13 паралелки со настава на албански јазик и 34 ученици во една паралелка на турски јазик. Според наставните планови и програми за здравствена струка 620 ученика во 18 паралелки, медицинска сестра, забен техничар, медицински лаборантски техничар, фармацевски лаборантски техничар, физиотерапевски техничар, болничар неговател и смер за лични услуги, козметички техничар, 68 ученика во 2 паралелки. Средното општинско економско училиште ќе запише 442 ученика во 13 паралелки, 120 ученици во 3 паралелки со настава на македонски јазик и 340 ученика во 10 паралелки со настава на албански јазик, според наставните планови и програми за економско, правна и трговска струка, за 442 ученика во 13 паралелки и тоа 2 паралелки со 68 ученика во македонска настава и 272 ученика во 8 паралелки за смер економски техничар и една паралелка на македонски јазик, 2 на албански во насока правен техничар. 986 ученика во 29 паралелки со 370 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик и 612 ученика во 18 паралелки со настава на албански јазик ќе запише средното општинско стручно училиште Моша Пијаде според наставните планови и програми за сообраќајна струка, машинска, земјоделско-ветеринарна, угостителско-туристичка струка, електротехничка, градежно-геодетска струка и шумарско-дрвопреработувачка струка. Средното општинско текстилно училиште Ѓоце Стојчевски ќе запише 340 ученици во 10 паралелки, 34 ученици во една паралелка со настава на македонски јазик и 306 ученика во 9 паралелки со настава на албански јазик. Според наставните планови и програми за текстилно-кожарска струка 170 ученици во 5 паралелки, хемиско-технолошка струка за 136 ученика во 4 паралелки и уметничко образование 34 ученици во една паралелка. Во прва година во Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец ќе се запишат 68 ученици во 2 паралелки, 34 ученици во една паралелка со настава на македонски јазик и 34 ученика во една паралелка со настава на албански јазик, според наставните планови и програми за уметничко образование. Музичка уметност 68 ученици во 2 паралелки. При пријавувањето учениците треба да ги поднесат следните документи: пријава за запишување која што ученикот ја подигнува од училиштето во кој ученикот сака да се запише и истата е бесплатна, оригинални сведителства од 5 до 9 оделение, додаток за сведителство од 9 оделение со резултати од екстерното проверување на постигањето на успехот на учениците, извод од матична книга на родени без оглед на датумот на издавањето. Првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок се врши на 28 и 29 јуни 2017 година,
а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 30 јуни 2017 година. Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 3 јули, а резултатите ќе се објават на 4 јули 2017 година. Проверката на знаењата на учениците од заедниците ќе се реализира на јазикот на кој што ученикот ја следел наставата во основното училиште. Второто пријавување од јунскиот уписен рок и запишувањето на учениците ќе се врши на 5 јули, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени наредниот ден. Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок се врши на 24 август, а резултатите од запишувањето на учениците и слободните места ќе се објават на 25 август. Училиштата кои во двата уписни рока нема да ги пополнат утврдените ученички места за запишување со овој конкурс, продолжуваат со запишување на учениците до 31 август 2017 година. Конкурсот за упис на ученици во прва година во средните училишта во Гостивар останува со истите бројки како и лани. Предвидено е да се запишат 1904 ученици. Искуствата од минатите години покажуваат дека само третина од местата се пополнуваат. Во 4 средни јавни училишта во Гостивар за наредната учебна година се отвораат вкупно 1904 слободни места за упис на ученици. Бројката е определена во конкурсот за запишување во прва година средно образование, што го објави ресорното министерство. Иако изминатите години во ниту едно училиште предвидените слободни места не се пополнуваат, бројките на конкурсот остануваат исти. Така и годинава нема промени во однос на лани. Средното техничко повторно може да прими најмногу ученици, вкупно 714. Од нив предвидено е да се формираат 7 паралелки на македонски, 9 на албански и 5 на турски јазик. Минимумот бодови за упис се движи од 30 до 55. Во Гостиварската гимназија отворени се слободни места за прием на 476 полуматуранти, во 9 паралелки на албански, 3 на турски и 2 на македонски јазик. За упис се потребни најмалку 60 бодови. Економското училиште според конкурсот отвора врати за 442 ученика. На албански јазик 7 паралелки, на македонски 5 и на турски јазик 1. Во ова училиште има неколку струки: економски, банкарски или правен техничар и деловен секретар. Во медицинското училиште предвидени се 272 места и формирање на 4 паралелки на албански и по 2 на македонски и на турски јазик. За влез во ова училиште определен е повисок минимум бодови и тоа 70. Новина од наредната учебна година е воведувањето на Кембридж програмата во средните училишта, и тоа по предметите математика, биологија, физика и хемија. Првиот уписен рок ќе се спроведе на 28 и 29 јуни. Дизел горивата од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 1,5 денари за литар, а цената на бензините останува иста, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 3,25, односно за 2,35%. Малопродажната цена на Евросупер БС 95 останува 65, а на Евросупер БС 98 67 денари за литар. Новата цена на Евродизел ДЕФ ќе изнесува 50,5, додека екстра лесното масло за домаќинство ќе се продава за 39 денари за литар. Со одлуката на регулаторната комисија за енергетика 1,319 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот М1НС и ќе чини 5,636 денари за килограм. Пред крајот на регионалните вести следуваат информациите од спортот. Продолжува сезоната од сништата на Лина Ѓорческа, која од денес се најде на 187-то место на ВТА женската светска тениска листа, што е нејзин најдобар пласман во кариерата. Тетовчанката со 277 поени за 5 места го подобри ранкингот од минатиот месец, кој го заврши на 192-то место. На турнирот во Италија, Лина во двојки ја освои титулата во дубл заедно со американката Пера Бернарда.
Македонско-американската комбинација со победа од 6-2, 6-3 ја освои титулата против Прартана Томбаре од Индија и Ева Вакано од Холандија. Така од денес во двојки Ѓорческа скокна на 137-то место на ВТА листата со 534 поени. Кај фудбалските прволигаши Шкендија во рамки на 24-тото коло од првата македонска фудбалска лига пред своја публика во Тетово ја совлада Македонија Ѓорче Петров со 5-1. Првиот хет-трик во дресот на Шкендија го постигна Дино Меджедовиќ. Дистанцата со лидерот Вардар остана 6 бода во полза на шампионот по победата на вардарци против Работнички со 2-0. Фудбалерите на Силекс во рамки на колото ја победија Тетовска Ренова со 3-0. Во наредното коло Ренова го пречекува Вардар, а Шкендија гостува на Работнички во Скопје. Во втората лига Тетекс успеа непоразен да дојде од Турново, каде играше нерешено 0-0 со Хоризонт. Во наредното коло Тетекс како домаќин го пречекува Евромилк. Кошаркарите на Тетекс на регионалното дерби изгубија од Гостивар со 96-99. Во наредното коло Тетекс му гостува на Шкупи, а Гостивар го пречекува Феникс. Конзервативниот премиер Александар Вучич победи на председателските избори во Србија со голема разлика. Со тоа тој ја потврди неговата доминација во земјата, најавувајќи на тамошно деликатно балансирање меѓу Европа и Русија. 47 годишниот Вучич доби многу повеќе од неопходните над 50% од гласовите, со што успеа да го избегне вториот круг од изборите. Тој кон крајот на мај треба да ја преземе председателската функција, која главно е церемонијална. Меѓутоа се очекува Вучич да задржи де факто власта преку неговото влијание врз владеачката Српска напредна партија. Изборните резултати представуваат своевидно понижување за српските опозицијски партии, кои велат дека владењето на Вучич станува се поавтократско. Тој пак стави јасно на знаење дека неговата промена на работното место нема да значи и промена на српското геополитичко балансирање меѓу Европската унија, каде што Вучич сака да види Србија, и Русија со која србите се традиционални партнери. Тој им заблагодари на германската канцеларка Ангела Меркел и на рускиот председател Владимир Путин, со кои се сретна за време на неговата изборна кампања. За мене е важно да кажем да su izbori pokazali, jer kada na ovaj broj glasova dodate i mnoge druge koji nisu direktno protiv politike koju vodimo, onda vidite da ogromna većina građana Srbije za nastavak reformskog procesa, za nastavak evropskog puta Srbije, uz očuvanje tradicionalnih prijateljstava koje imamo i sa Rusijom i sa Kinom. На второ место се пласира поранешниот омбудсман Саша Јанковиќ, кој доби 16% од гласовите, додека 25-годишниот студент Лука Максимовиќ, кој влезе во председателската трка како пародија на политичар и измамник, наречен Љубиша Бели Прелетачевиќ, се најде на третото место со нешто над 9% од гласовите, што на своевиден начин е слика на разочароноста на србите од политичарите во нивната земја. Изборната победа на Вучич и дава на неговата Српска прогресивна партија, која има мнозинство во парламентот, контрола врз целиот законодавен, но и извршен процес, и некои посматрачи се загрижени дека Србија се враќа во времето на автократијата на екс-председателот Слободан Милошевиќ. Во експлозија во подземната железница во Санкт Петербург загинаа најмалку 10 луѓе, јавуваат агенциите. Повредени се најмалку 50, но станува збор за првични информации. Портпаролот на Кремљ Дмитри Песков изјави дека председателот на Русија Владимир Путин е запознаен со случувањата. Путин утринава бил во Санкт Петербург. Тој изјави дека ќе се спроведе темелна истрага и дека не е исклучена можноста за терористички напад. Фотографиите на социјалните мрежи покажуваат
прикажуваат разбиена врата на вагонот во кој се случила експлозијата. Фотографиите на социјалните мрежи прикажуваат разбиена врата на вагонот во кој се случила експлозијата, а има и фотографии од крвави ранити луѓе како лежат на подот. Експлозијата се случила на станицата Сенаја плоштад во центарот на градот. Станицата била веднаш затворена, а евакуирани се и 3 околни станици. Илјадници унгарски и странски студенти, професори и граѓани се собраа вчера во Будимпешта барајќи владата да го повлече законот со кој се приморува универзитетот основан од Џорџ Сорос да се замине од земјата. Учесниците на собирот кои во поворка шета од универзитетот Корвинус до Централниот Европски универзитет кој Сорос го основа во 1991 година и потоа до зградата на парламентот порачаа дека законот е напад врз слободата на образованието. Парламентот следната недела треба да расправа за нацрт законот. Премиерот Виктор Орбан, отворен критичар на либералните граѓански здруженија основани од Сорос, изјави во петокот дека ЦЕУ ги прекршил прописите со издавањето на своите дипломи, што универзитетот категорично го негира. Левичарот Ленин Морено освои тесна победа на претседателските избори во Еквадор. Неговиот противник Гилјермо Ласо обвинува за изборна измама и повика на мирни демонстрации. Првите прогнози по затворањето на избирачките места беа контроверзни. Еден институт за истражување на јавното мислење соопшти дека Ласо е во водство со 53% од гласовите, додека Морено има 52%. Ласо пак ги повика приврзаниците на мирни протести на улиците. Председателот на заминување Рафаел Кореа оцени дека Ласо се обидува со протести да го поттикне она што не му успеало со гласови од избирачите. Најмалку 254 лица, меѓу кои 54 деца, загинаа при големото лизгање на земјиштето во градот Мокоа во југозападниот дел на Колумбија, соопшти колумбискиот претседател Хуан Мануел Сантос. Тој изјави сочувство до семејствата на загинатите и изјави дека за помош на жителите на настраданите региони државата ќе издвои 1,2 милијарди долари. Според последните податоци на Црвениот крст на Колумбија, при свлечиштето се повредени повеќе од 200 лица, а над 170 се водат за исчезнати. Денес имавме облачно и посвежо време, наместа со повремени врнежи од дожд со послаб, а во западните и јужните делови со умерен интензитет. Утринските температури се движеа од 1 до 7, а дневните температури беа во интервал од 13 до 19 степени Целзиусови. Утре не очекува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Во попладневните часови пред се на запад ќе има услови за појава на ретки грмежи. Утринските температури ќе се движат од 2 до 8, а дневните во интервал од 13 до 21 степен Целзиусов. Ви благодарам за вниманието. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Пријатно.